Со свеченост и со присуство на голем број ученици и поддржувачи на народно-ослободителната борба, денес во Гостивар беше одбележан 11 октомври. За востанието на македонскиот народ од пред 73 години зборуваше професор Катица Аврамовска. Токму пред 73 години со востаничките истрели во Прилеп и Куманово, македонскиот народ заедно со другите етникуми уште еднаш по кој знае кој пат го покажа својот непокор и се крена на вооружено востание против бројните окупатори кои по априлската војна 1941 година ја окупираа Македонија. Со тоа македонскиот народ самостојно и свесно ја презеде во своји раце својата судбина и се вклучи во заедничката борба против фашистичките окупатори со основна цел извојување на национална и социјална слобода. Во текот на месеците јули, август и септември 1941 година се одвиваа и смелите акции на поедини ударни младински групи по градовите и особено во Скопје, каде што е извршена диверзијата на скопскиот аеродром врз германски авион, потоа нападот на рудникот Радуша, судирот со бугарската војска кај Богомилскиот тунел и други. Сите овие активности спаѓаат во рамките на подготовките и најавите за почеток на вооружената борба во Македонија. Таа активност кулминираше со излегувањето на терен на Скопскиот, Прилепскиот и Кумановскиот партизански одред, со што беше постигната полна политичка победа над окупаторот во борбата за придобивање на масите за практична вооружена борба. Поддржувачи на народно-ослободителната борба, како и голем број на организации и политички партии, денес се поклонија пред заедничката гробница на паднатиот борец во Гостивар.